Почитувани гледачи, екипата на Гарден Клуб се наоѓа во градинарскиот центар Хорди Дизајн. Мотото на нашата емисија е "Гледај Гарден Клуб за доброто на твојата градина", токму така, а вие ја гледате втората емисија од серијалот Гарден Клуб Градини. Гледај Гарден Клуб за доброто на твојата градина. Алојс фонтани. Изработка на надворешни и внатрешни фонтани од природен камен и останати материјали. Изведба на водопади, реки и пондови. Изработка на алпинуми. Уредување на градини и останати зелени површини. Алојс фонтани. Македонска авангарда од 1991 година. Ресторани има многу, ама само еден е специализиран за добри свадби. Ви го препорачувам ресторанот Гламур. Комплетно нов амбиент, лоциран на улица Првомајска, спроти цементарница Усје. Капацитет 340 гости. Резервации на 078 30 50 43. Гледај Гарден Клуб за доброто на твојата градина. Бидејќи понежниот пол е се уште под импресија од вчерашниот празник, денот на жената 8 март, во рубриката Растение за вашата градина решивме да ве запознаеме малку подобро со карамфилот, најпосакуваното и најподаруваното растение кое една жена може и сака да го добие како подарок. Карамфилите спаѓаат во родот Диантус. Имаат привлечни и честопати миризливи цветови и сиво-зелени, вечно зелени листови. Класифицирани се во групи според начинот на растење, карактеристиките на цветовите и отпорноста на студ. Модерните карамфили позачестено цветаат и имаат посилен раст од традиционалните сорти. Карамфилите за леи во текот на 3 до 4 години се пообилно раѓаат цветови. Карамфилите со повеќе кратното и разгрането цветење се со многу повисок раст отколку оние за леи. Не се отпорни на студ, а може да цветаат речиси преку целата година. Традиционалните карамфили, кои имаат големи, двојни и особено мирисливи цветови, треба да се одгледуваат во студена стаклена градина. Тие повремено цветаат преку целата година. Едногодишните и двегодишните карамфили и неговите хибриди се одгледуваат како и другите отпорни или полуосетливи едногодишни растенија. Цветовите на карамфилот можат да бидат еднобојни, потоа во две бои или обработени со контрастна боја. Можат да бидат еднобојни, потоа со централен дел во друга боја, во повеќе бои или означени со друга боја. Таа друга боја обично се наоѓа на внатрешниот рап од венечното ливче и во централниот дел на цветот. Сите карамфили се познати како долготрајно режено цвеќе.
Карамфилите за леи најчесто сакат сончево, отворено место и дренирана земја чија pH вредност е 6,5 и 8. Карамфилите со повеќекратно цветање треба да се одгледуваат во стаклена градина и тие ќе цветаат на температура од 10 до 12 степени Целзиусови, а зиме на температура од 5 степени Целзиусови ќе раѓаат само неколку цветови. Зиме отстранувајте ги сите свенати листови и другите отпадоци околу растенијата и зацврстете ги сите млади растенија што растат на отворено, ако и ги издигнал мразот. За подобри резултати, набавете ги карамфилите од специјализирани одгледувачи и тоа во вид на закоренети присади на есен или како растенија одгледани во садови на пролет. Во текот на подготвувањето на земјата, прекопајте ја еднаш на есен, додавајќи материјал за создавање хумус, а следната пролет со гребло додадете избалансирано ѓубриво во согласно со упатствата на произведувачот. Навадете ги младите растенија пред да ги пресадите во влажна почва на растојание од 38 до 45 см. Зацврстете ги, но при тоа внимавајте најдолните листови да не се допираат до почвата. Залевајте ги само во сушни денови во текот на првиот месец од посадувањето. Откако ќе се зафатат, растенијата треба да се залеваат само во многу сушни периоди. Означете ги растенијата со гранчиња или со трски. Карамфилите за леи се чпунести, па затоа немаат потреба од кубење. Ако се одгледуваат за кои било делови од градината, нема потреба да се отстранат пупките на едногодишните карамфили. За да добиете поголеми цветови кај двегодишните карамфили, отстранете го вишокот пупки. Нежно фатете го растението кај коленцето, покрај основата на цветното стебленце и нагло искубете ги страничните пупки, оставајќи 3 до 4 пупки на секое стебленце. Оставете ја темената пупка само кај 3-годишните и 4-годишните карамфили. Купувајте ги карамфилите како закоренети резници на есен или на пролет како растенија одгледани во садови. Садете ги исто како и карамфилите за леи, освен што треба да се поставуваат на растојание од 22 до 30 см. Кога од резници одгледувате модерни карамфили со повеќекратно цветање, откинете им ги врвовите на младите растенија, оставајќи 5 до 6 чифта листови. Кај традиционалните карамфили, главно не треба да се применува оваа постапка. Овие карамфили најдобро е да се набават на пролет или рано во лето како закоренети ризници или како растенија одгледани во садови. Ако одгледувате закоренети резници, откршете им ги врвовите 1 или 2 недели по садењето, за да го потикнете растењето на фиданките во пазувите на лисјето. Таквите растенија со 3 до 5 странични фиданки може да се купат на пролет и подготвени се за садење во садови исполнети со стандарден компост за садење. Обилно навадете ги и поставете стапови високи 120 см како подпирачи. Околу 1 месец по пресадувањето, втор пат сопрете го растењето на страничните фиданки, со што ќе се продолжи периодот на цветање. Пупките отстранувајте ги постепено повеќе денови, за да не се раздели чашката. Оставете ја само темената пупка и обвиткајте ја. Кога станува збор за карамфили со разгрането цветање, отстранете ја само темената пупка. Изберете цветни стебленца со 7 коленца за да потикнете посилно растење на страничните фиданки на долниот дел на стебленцето. Растенијата заливајте ги единствено ако компостот почнал да се суши, најдобро рано наутро. Прихранувајте ги со избалансирано течно ѓубриво и тоа на секои 14 дена, а потоа од средината на летото еднаш неделно, за да им овозможите обилно цветање. Доцна на есен почнете да ги прихранувате растенијата еднаш во месецот, зголемувајќи го количеството на калиум потребно за јаки листови, а така продолжете и зиме. На пролет преседете ги едногодишните растенија во сад со пречник од 21 см. Потоа површината на компостот посипете ја со една лажица мелен варовник, кој ќе спречи компостот да добие кисел карактер од постојаното залевање. По 1 месец повторно почнете со прихранување, кое е вообичаено за периодот на растењето и развој. На крајот од втората година извадете ги растенијата од земја и заменете ги со нови, млади садници. Гледај Гарден Клуб за доброто на твојата градина.
Емисијата Гарден Клуб Градини објавува надпревар за најубава градина 2013 година. Сите заинтересирани собственици на градини можат да се пријавуваат на телефонот 072 303 576. Пријавените кандидати ќе бидат посетени од нашата екипа, при што ќе бидат интервјуирани и ќе бидат снимени нивните градини. На крајот на сезоната, во месец октомври, ќе бидат одбрани трите најдобри градини од страна на стручно жири. За најдобрите ќе следуваат и богати награди. Пријавете се за најубава градина 2013 година. Гледај Гарден Клуб за доброто на твојата градина. Познавањето на основите на ботаниката му помага на градинарот да свати како да ги одржува растенијата здрави и да дознае за многу хортикултурни техники, например за размножувањето. Така, науката за внатрешното устројство на растителните структури, анатомија и на нивните надворешни градби морфологија ни објаснува како да се калеми или кастри, за да се заздрават побрзо резовите. Физиологијата, наука за метаболизмот на растенијата, ни дава преглед за потребите на растението за вода и светлина, за процесите на фотосинтезата, транспирацијата и респирацијата и за улогата на хранливите материи. Идентификацијата и класификацијата на растенијата, таксономија, поблиску го покажуваат односот меѓу родот или видот што имаат слични потреби за одгледување. Има повеќе од 250.000 растенија семенари. Тоа се едногодишни растенија кои даваат семе, цветаат и умираат за една година или помалку. Двегодишните растенија кои првата година изникнуваат од семето, а во втората година цветаат, даваат семе и умираат, како и повеќе годишни растенија што живеат од неколку години до многу години, а тука се вбројуваат дрвенистите растенија. Главно терминот повеќегодишно растенија се употребува за зелјестите растенија, за леи, додека дрвјата и грмушките им припаѓаат на дрвенестите растенија. За одредени намени и според условите на околината, корењата, стебленцата, листовите и цветовите можат да се преобразат. Корењата ги затврстуваат растенијата во почвата и ја впиваат водата и хранливите материи од кои растенијата произведуваат храна. Задебелените цевчиња на корењата пробиваат исправено надолу, создавајќи ретки стралични корења што се ситни и разгранети. Влакнестите корења имаат мрежа на ситни нишкасти корења што се развиваат од основата на степленцето или од вретенестите корења кај некои растенија. На врвовите на корењата се наоѓаат нежни коренови влакненца или непосредно се допираат со честичките на почвата од каде што црпат вода и минерални соли. Корењата понекогаш служат како органи за складирање, како што е случајот со многуто орхидеи што растат на почвата, или пак како што е случај со набаврените вретенести корења, например кај морковот, или кај некои грудчести корења кај георгините. Стебленцата на растенијата се надземни костури на растенијата што ги држат листовите, цветовите и плодовите. Некои делови на стебленцето се специализирани за зацврстување на растението, а некои ја спроведуваат водата и минералните соли или произведената храна од листовите во другите делови на растението. Стебленцата често се преобразуваат за други намени. Гручестите корења што наликуваат на луковки, ризомите и многобројните гручести корења се набабрени стебленца што се преобразени во складови за храна. Кај кактусите,
Често се набабрени стебленцата со ткиво што ја чува водата. Формите на листовите може да бидат преобразени во трнови или во итки, но каква и да е формата на листовите, тие се главниот центар на производството. Го содржат зелениот пигмент хлорофил, кој ја впива енергијата од сонцето за да го претвори јаглеродниот диоксид од воздухот и водата од почвата во јагленохидрати. Процесот е познат како фотосинтеза. Нус производот кислород е важен за севкупниот живот на земјата. Енергијата што е потребна за растителниот метаболизам се создава во текот на респирацијата, со која јагленохидратите се разградуваат, ослободувајќи енергија, јаглероден диоксид и вода. Листовите завземаат релативно голема површина, па можат да го зголемат абсорбирањето на светлината. Доволно се тенки за да може светлината да пробие од клетките што содржат хлорофил и да се овозможи брза промена на гасовите во сите делови. Нивната површина содржи многу отвори, стоми, низ кои кислородот и јаглеродниот диоксид влегуваат во листот и излегуваат од него. Отворите оправуваат и со губењето на водата по пат на транспирација. Во суви услови, испарувањето на водата низ листовите и недоволно влезената вода низ корењата се причина за овенувањето на растенијата. Иако свежото растение содржи само 1% минерали, тие се многу важни. Растворени, минералите директно влијаат врз равнотежата на водата во клетките и помагаат за управување на промените на материите во клетките. Тие содржат правилна pH вредност за биохемиски реакции и се важни состојки на хлорофилот и на ензимите, на биолошките катализатори на растителната внатрешна хемија. Гледај Гарден клуб за доброто на твојата градина. Екипата на Гарден клуб овој пат беше во посета на една ексклузивна градина во селото Бардовци. Специфичноста на оваа градина е веднаш впечатлива, уште од страната на влезот во градината. Впечатлива е прекрасна камена ограда, зидана во интересен рустичен стил, од неколку бои на камен, внимателно социдени, со што е задржан редоследот на боите, додека врзувачкиот бетонски дел е скоро невпечатлив. Главната порта е направена од ковано железо. На самиот влез од градината поставени се бекатон плочки кои водат до гаражата. Од десната страна е поставен подпорен зид, исто така обложен со камени плочки во колоритни интензивни бои, каде се наоѓа и голем насад од растенија од повеќе врсти, кои се позиционирани до оградата, која е густа и е направена од зимзелени растенија леланди. Во склопот на зимзелените растенија се и колоритните бербериси. Левата ограда е исто така направена од повеќе растенија, меѓу кои најдоминантна е фотинијата. Во вториот ред до густата ограда се пониските растенија од типот на повеќе врсти јунипероси, како и повеќе годишни грмови од неколку врсти на перени. Тука
Тука некаде е позициониран и прекрасен минијатурен јапонски јавор со црвени листови, кои доаѓаат до израз во морето зелени нијанси. Интересен потек е левиот агол на градината, кој е на некој начин претворен во алпинум, каде централно е поставен цедрусот, со така наречена Blue Star нијанса. Специфичноста на овој агол од градината е што од тука над алпинумот се отвара простор од каде се гледа дел од градот Скопје, со тоа што овој простор е исто така користен за кружење на воздухот. Паралелно поставената ограда во однос на куќата исто така изобилува со густа зимзелена ограда, до која се насадени растенија соодветни по форма и боја. И тука преовладуваат ниски, спорорастички растенија, кои не парираат со големина на оградата, а колоритно и по облик секоја е приказна за себе. Централниот дел на градината е голема требна површина, која е пространа со густа текстура, создадена од повеќе видови семиња кои успеваат на нашето поднебје. Во десната страна на куќата направен е базен во соодветна димензија во однос на градината. Корисно е тоа што делот на базенот е преграден со ограда, која е многу корисна ако во куќата живеат мали деца или ако во оваа градина се посетители деца од помала возраст. Покрај базенот се поставени плочки во нијанси кои не го нарушуваат колоритот на растенијата, односно не се прејаки па не доаѓаат до израз. Терасата на куќата е всушност дел од еден прекрасен алпинетум, комбиниран од минијатурен бор Pinus mugo pumilo, комбиниран со ниски карпе јуниперуси во неколку нијанси, како и неколку врсти перени. Може да се каже дека ова е една градина во која се преплетени неколку стилови, односно вкусови, кога се работи за уредувањето на градините. Битно е тоа дека повеќето делови на градината се максимално слободни, односно дишат и делуваат пространо, додека краевите на градината, блиску до аградата, се максимално посадени со ексклузивни квалитетни садници, кои се многу добро комбинирани во однос на бои. Кога на целата оваа композиција ќе се додадат и прекрасните камени делови од куќата, кои се во ист стил како и дел од камената ограда, тогаш ретко кој би нашол замерка на оваа градина, која е композиција на рустика и натура со урбани елементи неопходни за модерното живење. Гледај Гарден клуб за доброто на твојата градина. Емисијата Гарден клуб Градини објавува надпревар за најубава градина 2013 година. Сите заинтересирани сопственици на градини можат да се пријавуваат на телефонот 072 303 576. Пријавените кандидати ќе бидат посетени од нашата екипа, при што ќе бидат интервјуирани и ќе бидат снимени нивните градини. На крајот на сезоната, во месец октомври, ќе бидат одбрани трите најдобри градини од страна на стручно жири. За најдобрите ќе следуваат и богати награди. Пријавете се за најубава градина 2013 година. Гледај Гарден клуб за доброто на твојата градина. Голема улога во декорирањето на една градина, особено цветната, имаат висечките садови во кои се садат растенијата.
Многу видови садови може да се обесат или да се подигнат, така што ќе ја заживеат површината над нивото на земјата. Тие се корисни таму каде што недостасува простор за одгледување растенија, но постојат многу можности и за нивна примена во внатрешноста на класичните градини. Нивната улога е непроценлива во ублажувањето на крутиот впечаток што го оставаат архитектонските елементи, бидејќи тие наведуваат на подигање на погледот над таквите приземни содржини. Тие се и неизбежни при садењето растенија на неколку нивоа. Традиционалните висечки кошници се едноставни садови, обликувани со помош на жичена конструкција во која се наоѓа непропустлива виткава подлога и доволно смеса од почва за одгледување еден или повеќе видови растенија. Има и поголем број други индустријски произведени или импровизирани садови што може да се обесат, а кои служат за истата намена. И во нив се сади на сличен начин како и во висечките кошници. Во жичените кошници и во другите висечки садови најдобро е растенијата да се засадат така што целосно ќе ја кријат нивната конструкција. Во тоа може да помогне едно растение со разгрането ползечко растење, например традесканцијата, многу популарно собно или растение од стакленка, кое лете може да се премести на отворено. Многу е полесно да се направи висечка кошница со комбинирање на повеќе видови отпорни растенија. Основната цел е да се добие опуштена тркалезна форма на висечкиот сад, во кој растенијата целосно ќе покријат неговата конструкција. Еден од начините е садење растенија со исправен раст, што ќе обликуваат круна над растенијата што ползат со неправилно или распространето растење, а кои се прелеваат преку рабовите на садот. Втор начин е да се одбере сад што сам по себе е украсен, така што во ниту еден период од годината не мора да биде целосно скриен. Висечките кошници често се поставуваат како самостоен украс која користи привлечноста на веќе поставениот подпирач. Например, тоа може да биде убаво обликуван лак или напречна греда на пергола. Втор пристап е поставување посебно изработен подпирач само за една кошница или за цела низа висечки кошници. Висечката кошница може да биде возбудлив украс што го привлекува погледот, особено кога е поставена пред гол зид, за да ја заживее празната површина. Ист ефект ќе предизвика и кога е обесена на даголот на зградата, но треба да се биде на доволна височина за да не представува опасност за минувачите. Највообичаен распоред на низите висечки кошници е поставувањето чифтови кошници, обесени од двете страни на влезните врати или вклопени во група со други садови. Многу убаво ќе делува поставка во која на почвата до зидот се наоѓа голем сад, да речеме ќуп, а над него од двете страни се обесени висечки кошници. Растенијата во кошници мора да бидат во согласност или во контраст со растенијата во големиот сад. Многу поамбициозна поставка може да се состои од низа висечки кошници, обесени например на серија едно по друго лакови или столбови по должината на зидот. Садењето може да биде многу возбудливо ако од двете страни на поголемите кошници се обесат и по неколку помали или кога се нагласува разновидноста во висината на која се обесени кошниците. Овие садови се изработуваат од разни материјали, најчесто од дрво, печена глина, бетон и пластика. Честопати се направени така што и самите представуваат украс, па се интересно обоени или украсени со релјеф. Едноставните дрвени сандаци може да се обојат така што ќе се согласуваат со боите на архитектонските детали, во многу поголем предизвик е нивното боење со јасни, силни бои, што ќе се истакнуваат при погледот врз зградата. За многумина што живеат во стамбени згради, еден или два прозорски сандака представуваат цела градина, па погледот врз нив од станот е многу поважен од погледот од надвор. Најпријатно доживување ќе овозможи изборот на растенија со препфината убавина, со пријатен мирис или со ароматични листови. Меѓутоа, ако прозорските сандаци се составен дел од украсената фасада, погледот од надвор е најважен. Во секој случај највредни ќе станат оние растенија што даваат убав изглед подолго време, а за тоа се многу соодветни вечно зелените видови, например шимширот. Кога прозорските сандаци се наоѓаат на места изложени на чести ветришта, не треба во нив да се одгледуваат растенија со повисок раст, бидејќи ветерот може да ги оштети.
Освен тоа, таквите растенија ќе пропуштаат во внатрешноста значително помалку светлина. За да го одбегнете едноличниот изнодемен распоред со ниски растенија, поставете растенија со збиено заоблено растење, како пеларгонијата, во центарот на сандакот, отстраните засадете растенија со понизок раст, а до надворешните рабови распоредете растенија што растат ползејки и кои ќе се прелеваат преку рабовите на сандакот. Има разни можности за распоредување на многу видови растенија, вклучувајќи ги вечно зелените што се соодветни како украс во зимскиот период или во текот на целата година. Има повеќе видови садови што може да се постават на ѕид, например полукружни садови изработени од жица, кошници со метална конструкција или полукружни садови од пластика или од печена глина. На ѕид може да се прицврстат и полици на кои ќе се стават помали садови, а за коритата и за потешките садови може да се монтираат носачи, но при тоа добро да се провери нивната издржливост, односно носивост. Овие садови имаат многу важна улога во разбивањето на едноличноста на празната исправена површина, без оглед дали тоа го прават сами или со помош на други растенија. Тие се многу употребливи и кога прозорците се отвараат кон надворешната страна или кога немаат прозорска штица, па може да се постават прозорски сандаци. Садовите тогаш се притврстуваат на ѕид под прозорецот. Нивната најголема вредност се забележува во тесни простори или на места каде што дворовите или премините се делумно под сенка. На издигнатите места растенијата доаѓаат до повеќе светлина и подобро ќе растат отколку кога се на нивото на почвата. Гледај Гарден клуб за доброто на твојата градина. Емисијата Гарден клуб Градини објавува надпревар за најубава градина 2013 година. Сите заинтересирани сопственици на градини можат да се пријавуваат на телефонот 072 303 576. Пријавените кандидати ќе бидат посетени од нашата екипа, при што ќе бидат интервјуирани и ќе бидат снимени нивните градини. На крајот на сезоната, во месец октомври, ќе бидат одбрани трите најдобри градини од страна на стручно жири. За најдобрите ќе следуваат и богати награди. Пријавете се за најубава градина 2013 година. Гледај Гарден клуб за доброто на твојата градина. Акциска продажба на 3 модели моторни пили Штил кај сите овластени трговци на Штил во Македонија: MS230, MS290 и MS361. MS230 е хоби моторна пила наменета за поголеми домашни потреби околу дворот и куќата, идеална за сечење огревно дрво и градежни работи. Одлична е за нега на стебла во овоштарници и туркање на помали дрвја. MS290 е полупрофесионална, изворедна, робустна и издржлива пила, изворедна за земјоделие, овоштарство, градинарство и сечење огревно дрво. Добра е за берба на дрва во средно јаки шумски насади. MS361 е професионална моторна пила за највисоки барања, робустна, со мощно ниско ниво на вибрации, со динамично забрзување и висок вртежен момент. Акциска продажба на моторните пили на Штил. Гледај Гарден клуб за доброто на твојата градина. Почитувани гледачи, тоа беше се од второто издание на емисијата Гарден клуб Градини. Се надеваме дека ги задоволивме вашите интереси и дека ќе не гледате и наредната сабота во исто време на фреквенцијата на Телма телевизија.